А во нашата држава се појави еден масовен тренд на обични граѓани кои најавуваат и планираат да изградат најразлични проекти. Од патишта преку школи, градинки, болници, спортски сали, тениски терени и така натаму. Јована, дали си го приметила ти и овој тренд? Секако, Петар. Јас планирам да изградам 4 нови училишта, 3 градинки, патна мрежа од 4000 километри што ќе ја поврзе... Добро, Јована, во ред ти благодарам. Предлагам да ја погледнеме анкетата. Што ветувате? Па јас ветувам дека планирам да ги променам сите овие барокни фасади во рокококо стил, бидејќи веќе ни е доста од овој барок, нели? Понатаму од рокококо стил да предам во класицизам и неокласицизам, за здравје Боже, потоа во модерна архитектура и на крај крајва да влеземе во 19 век и сите домови да имаат канализација. Моментално работиме на масовно садење на овошја. Се работи за овошја од тропска клима, кои нема шанси да успеат во нашата држава, како што се авокадо, мандарини, портокали и ананаси. И со тоа сакаме да докажеме дека 100% нема шанси да успеат кај нас. Во наредните денови или недели ќе започне градбата на 3 нови училишта, а за недела 2 од сега ќе се потпише и договор за 4-то училиште, што е планирано за оваа година да се изгради ново. Ние ветуваме дека ќе направиме училници за да има 2 до 3 деца. Пред тоа имаше по 20-30 деца и многу се трошеше на грејење. Нема потреба. Јована, дали некој ќе им каже на луѓето дека тоа е обврска на државата? Не знам, Петар. Еве еден апел, доколку сретнете некој од граѓаните, слободно кажете им дека тоа не е нивна работа. Продолжуваме со вчераш.